2021 година за градежниот сектор во Македонија беше катастрофална, оценуваат дел од градежните компании од Прилеп. Прво затоа што овој сектор зависел од капиталните инвестиции на државата кои што ги немало, а друго затоа што поради бирократијата не можеле да добијат градежни дозволи. За да не се повтори 2021, бараат надминување на оваа пречка за идната година. Од стравот кој што постои кај вработените во локалната самоуправа од ставање на подпис на се по закон изработена градежно-техничка документација. Зошто е тој страв? Заради тоа што во претходниот период за се што подпишал претходното раководство и сите членови на тоа одделение за урбанизам имаат по десетици кривични пријави. Неосновани кривични пријави. И за прехранбената индустрија оваа година била тешка и со големи поскапувања на репроматеријалите, суровините и амбалажата. Очекуваат дека и пост-ковид периодот во 2022 ќе биде тежок, а за да се надмине зголемувањето на цените, очекуваат помош од државата. А ако тоа се амортизира, тогаш ние ќе можеме непречено да произведуваме и да ги задржиме оние постоечки цени, кое што е на крај на денот и бенефити за оној последен купувач во ланецот на испорака на нашата роба, а и нормално би се продавале по големи количини. Дел од извозно ориентираните текстилни компании 2021 ја оценуваат добро, а очекуваат да се справат без проблеми со предизвиците и во 2022 година. Успешно беше што успеавме и во година на криза да ги набавиме сите потребни репроматеријали во фабриката, да произведеме и да доставиме до купувачите и со тоа да ги обезбедиме сите проекти кои беа договорени за да имаме добар пат за 2022 година и да ги задржиме сите купувачи. Дел од компаниите шансата за успех идната година ја гледаат и во Отворен Балкан, создавање на Балканска стопанска комора и оформување на бесцаринска зона.